Почитувани граѓани, во моментов се наоѓаме на улицата Тодор Чангов, една од најпрометните улици во населба Лисиче, општина Аеродром. Она што можеме да го констатираме од терен е дека властите не потфрлија само во една работа, а тоа е во нивната неспособност. Жално е ова што му се случува на Скопје. Најави за снежна покривка имаше 5 дена наназад, но изгледа скопските градоначалници ова не го очекуваа или едноставно толку можат. Вчера бевме сведоци на непроводни улици. За жал, сведочевме и на сообраќајни незгоди поради лизгавите патишта. Ситуацијата беше иста во сите општини. Во општина Аеродром граѓаните немаа проводни патеки, а уште помалку проводни беа и главните улици и булевари. Иста слика и во општина Карпаш, Кисела вода, Центар, Ѓорче Петров и Гази Баба. Заглавени возила по коловозите, непристапни пешачки патеки, а механизацијата со која толку се фалеа градоначалниците ја нема никаде. Ве прашуваме каде се службите, каде е механизацијата на градот. Градот Скопје е блокиран и непроводен при првиот снег. Градот Скопје троши милиони евра за чистење на снег, кој како што може да видите воопшто не е исчистен. Снегот можеби ќе ја сокрие нечистотијата на градот, но ќе ја извади на површина неспособноста на Шелегов. Ништо подобра не е ни состојбата со државните, регионалните и магистралните патишта низ државата. За ваквото неодговорно однесување, за ова неработење и за ова недолично однесување граѓаните ќе ви возвратат културно на локалните избори оваа година. А казната за несовесно вршење надзор врз сообраќајот се наоѓа во член 299 од Кривичниот законник. Но тоа во некои други времиња, кога законите нема да бидат само мртво слово на хартија, туку ќе важат подеднакво за сите. Ви благодарам.